во секој двомеч, секој пат вториот надпревар е тој што одлучува. Јас би бил презадоволен доколку надпреварот заврши без голови, на пример, или доколку, дај Боже, победиме со една разлика, а противникот не постигне гол. Во секој случај убеден сум дека вториот надпревар ќе одлучува кој патник ќе оди понатаму. Секако предизвик е за нас самото учество во првото коло, да не збориме каков предизвик за нас би представувало доколку го поминеме тоа прво коло и се сретнеме со холандискиот тим Утрехт. Зрцениот состав имаме или сите се на располагање? Освен Танушев, кој што во овој прв надпревар нема да биде на располагање, неизвестна е ситуацијата и со Филип Михилов поради отсуството подолг период. Мислам дека за вториот надпревар сите ќе бидеме комплетно, односно ќе имаме на располагање 27 фудбалери, а оние кои што се физички во моментот најподготвени, тактички и психички, кои што ќе одговорат на задачите на тимот, ќе бидат во составот. И не мора да значи дека они се фаворити и дека не можеме да ги изненадиме. Ние треба да играме нашата игра, како што ќе каже Југослав. И треба да чекаме нашиот шанс, бидејќи мислам дека реваншот може да биде одлучувачки. Треба да внимаваме во Скопје да не примиме гол, али се надеваме на еден добар надпревар. Дали Горан Пандев лично посакува овој тим академијата да ја виде во Холандија со Утрехт, тим кој што своевремено беше на наши сограѓани? Па сигурно дека тоа ќе биде еден огромен успех, али прво треба да се концентрираме на Зрински. Како што кажав, имаме добро во оваа екипа и затоа не се ни појачиме, бидејќи сакаме да дадеме шанса на оваа екипа. Доста долги години игра заедно, уигране и како што кажав, не зедовме играчи само поради овој случај. Се надеваме дека можеме да ги изненадиме Зрински и да одиграме еден историски надпревар против Утрехт, бидејќи да одиграш против Утрехт од Холандија. Многу наши екипи во Македонија со многу поголемо постојани од нас не се го направиле. За нас е веќе успех што играме во Европа, али ќе биде уште поголем успех ако ги минеме Зрински.